Добар ден и добре дојдовте во училница на видеочасот по анализа на храна за трета година од хемиско-технолошка струка. На овој час ќе учиме за поимот пиво, постапките при производство на пиво, составот на пивото, класификацијата и анализата на пивото. Пивото е слаб алкохолен пијалок добиен со алкохолно вриење од сладовина од пивски јачмен, вода, хмелј и пивски квасец. Јачменот треба да биде со голема способност за ртење, односно да содржи повеќе скроп, а помалку белковини. Еве една слика со кригла со пиво, иако верувам дека добро ни е познато пивото како изгледа. Зошто се пие пивото? Зошто воопшто и да се произведува пиво? Пивото уште е наречено течна храна. Најновите студии покажале дека пивото во умерени количини позитивно влие врз човековото здравје. Го освежува организмот, го намалува развојот на камен во бубрезите, влие врз намалување на нивото на така наречениот лош холестерол, го зголемува внесот на Б витамини, B1, B2, B6, B12, придонесува за цврстина на коските заради присуството на силициумот, спречува срцев удар, скручување на крвта и друго. Фази во производство на пиво. Да се запознаеме накратко со овие фази. Прва фаза е подготовка на водата. Водата механички се пречистува и омекнува во зависност од видот на пивото за кое е наменета. Некои видови на пива бараат помека вода, некои потврда, некои видови на пива дури и вода да биде збогатена, односно племенета со кислород. Наредна фаза во производството е добивање на слад. Јачменот се наквасува со вода, се остава во просторија за ртење на температура од 20 степени Целзиусови. Аркулецот започнува да расте, при што се образува ензим диастаза. Овој ензим ќе видиме дека е многу важен за наредната фаза во производството. По една недела се прекинува ртењето, сладот се суши, а потоа по механички пат од него се одделуваат аркулците. Имаме слика со јачменов слад после сушење. Наредна фаза е варење, односно коминење, а тоа е постапка во која сложените јаглехидрати се разложуваат на попрости јаглехидрати. Скробот од јачменот се претвора во декстрин и малтоза под дејство на ензимот диастаза. Во садови за варење на издробениот слад му се додава ладна вода, потоа врела вода, при што температурата на почетокот ќе достигне 35 степени Целзиусови, а на крајот фазата варење достигнува до 75 степени Целзиусови, кога всушност престанува дејството на ензимот диастаза. Еден дел од декстринот нема да се претвори во малтоза и останува во пивото, што му дава енергетска вредност на пивото. Целата смеса се филтрира. Наредна постапка е хмелење. Хмелење се врши во посебен котел, каде на пивска чорба му се додаваат цветови од хмелј. Лупулинот, жолтиот прав, може да го видиме на слика број 5, и смолестите материи од хмелјот му даваат на пивото горчлив вкус и карактеристичен мирис, а истовремено го конзервираат. Танините пак од хмелјот го бистрат пивото. По варењето со хмелј, содржината се цеди и се лади до 5 степени Целзиусови, со што се спречува присуство на штетни габи во пивото. Еве на наредните слики може да видиме како изгледа плантажа со хмелј, како изгледаат на слика број 4 цветовите од хмелј и на сликата број 5 кажавме лупулин, а тоа е пресек од еден цвет од хмелј. Ферментација или вриење на пивото се врши во две фази. Главна и дополнителна. Главната се врши во големи резервоари или кади или базени на температура од 5 степени Целзиусови, каде се додава пивски квасец и се остава 7 до 15 дена да ферментира пивото. Дополнителната фаза се врши во големи цистерни резервоари на температура од 1 до 2 степени Целзиусови за време од 2 до 3 месеци.
За ова време се создава пена во пивото. На слика број 6 забележуваме пивски квасец како изгледа и покрај тоа што има и над 1000 видови на пивски квасеци. Слика број 7 ни прикажува резервоари за ферментација. Еден вид од резервоарите ги има со различна форма и различна димензија. Пивото се филтрира и на крај се амбалажира во темно обоени шишиња, лименки или буриња. Ваквата амбалажа помага да се спречи заматување на пивото под дејство на светлината. Еве на ова слика гледаме комбинација од различни видови амбалажи на пиво. Ајде накратко сега и за хемискиот состав на пивото. Пивото содржи најголем процент вода и тоа негде до 92% вода и тоа всушност му дава на лесна течна конзистенција на пивото. Потоа содржи алкохол, етанол, содржи екстракт, јаглихидрати, пектини, глицерол, танински материи и други материи и CO2. CO2, јас ти го читам понатаму со неговото тривијално име јаглерод диоксид, а по номенклатура е јаглерод 4 оксид. На некои видови пива им се додаваат адитиви, зрна од ориз, пченка, јачмен, рж, мед, овошје, зачин и друго. Најчесто тоа е случај кај безалкохолните пива и кај специјалните пива. Бојата на пивото се должи од меланоидните материи од јачменот, флавин, каротин, како и на танинските материи од хмелјот, кои со оксидација преминуваат во флобафен, а тоа е пигмент со црвенкаста нијанса. За подобро да се проучат пивата, извршена е класификација. Според начинот на добивање постојат светло пиво, црно пиво, специјално пиво, безалкохолно пиво. Според начинот на конзервирање, пастеризирано пиво со трајност до 45 дена, непастеризирано пиво со трајност од 8 дена. Според содржината на алкохол, постојат безалкохолно пиво, кое содржи максимум до 1% етанол, слабо пиво, содржи 2 до 3% етанол, средно јако пиво содржи 3 до 4,5% етанол, јако пиво кое содржи 7 до 9% етанол. Анализа на пиво. Според хемискиот состав на пивото може да се вршат следните анализи: сензорска анализа, определување стабилност на пена, определување вкупни киселини, определување содржина на алкохол, на екстракт, на протеини, на шеќер и друго. Накратко за некои од овие анализи. Сензорската анализа опфаќа определување на следните карактеристики кај пивото: боја, мирис, вкус, провидност, матност, пенење, температура и pH. Дури да не сме хемичари, оваа сензорска анализа многу ни покажува и ни насочува да заклучиме дали пивото по бојата, мирисот, вкусот е исправно или веќе во него настанало некоја фаза на расипување, односно некој хемиски процес кој не е пожелен. Определување на содржината на јаглерод диоксид во пивото. Затворено шише со пиво се оладува прво до 0 степени Целзиусови со помош на смеса од мраз и готврска сол, потоа се отстранува затварачот и на негово место се става гумен чеп низ кој поминува свиткана стаклена цевка со форма на латинската буква У, во која се наоѓа сулфурна киселина и се вронува во водена бања на 80 степени Целзиусови. Значи шишето постепено се загрева. Шишето, цевката и сулфурната киселина претходно се вагаат по 20 минути, исто така се вагаат и од разликата се определува процентот на јаглерод диоксид во пивото. За некои анализи потребно е пивото да се подготви прво, односно да се отстрани јаглерод диоксидот, бидејќи ќе им смета
на некои од анализите. Отстранувањето на CO2 се врши во Ерленмаер, во кој се става проба од пиво за анализа и се поставува на водена бања на температура од околу 25 степени Целзиусови, се поклопува со сатно стакло и се загрева со повремено промешување со стаклено стапче. Определување на етанол во пивото. Содржината на алкохол се определува врз основа на релативната густина на етанолот. Овде се користи постапка дестилација. Со постапката дестилација се одделува присутниот етанол од пивото на температура од 78 степени Целзиусови, потоа со помош на пикнометар се определува релативната густина на етанолот. На слика број 9 може да видиме еден од различните видови на пикнометри, односно пикнометри со различни волумени. На прецизна вага се вага празен пикнометар, пикнометар со дестилирана вода и пикнометар со дестилат, односно етанол. Од разликите на изваганите маси се определува релативната густина на етанолот, а потоа преку густината се отчитува содржината на алкохол во тежински проценти од соодветна таблица. Густината на етанол се обележува со ро, грчка буква. Густината се пресметува последниот израз, а додека процентот на етанол по следната формула. Наредна анализа ни е определување на екстракт во пивото. По завршената дестилација на алкохолот, остатокот од пивото од колбата за дестилација се префрла во чаша и се дополнува со дестилирана вода до 75 грама. Зошто баш до 75 грама? Затоа што тоа ни беше всушност и почетната маса на пробата. Потоа смесата се префрла во пикнометар и се вага. Од разликата на масите се определува релативната густина на екстрактот, а потоа од табела се отчитува процентот на екстракт во пивото. Наредна анализа е определување на вкупните киселини во пивото. Киселоста на пивото зависи од содржината на екстрактот во пивото. Најзастапени се фолната киселина, алфа киселините, бета киселините. Содржината на вкупните киселини во пивото се изразува преку потрошениот волумен од стандарден раствор од натриум хидроксид со концентрација од 0,1 мол врз дециметар кубен за неутрализација на 1000 сантиметри кубни проба од пиво во присуство на индикатор фенолфталин. Киселинскиот степен го пресметуваме по следната формула. Овде се прикажани наведени се неколку линкови. Оставам на вас, ученици, доколку сакате да си го проширите знаењето во врска со оваа тема, да ги отворите следните линкови. Ви благодарам на вниманието.